Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, во нашето проучување на псалмите, денес доаѓаме до вториот дел од оваа старозаветна книга. Некои од вас ќе се сетат дека во првата епизода посветена на псалмите, кажав дека оваа книга може да се подели исто како и петокнижието, односно првите 5 книги од Библијата. Првите 41 псалм ја рефлектираат пораката на првата книга од Библијата, книгата Битие или Создавање. Тоа го велам затоа што во тие псалми читавме за создавањето на светот, за гревот на човекот, Господовата милост и најавата за Месијата. Сега, во вториот дел од оваа книга, кој е опфатен со псалмите 42 до 72, ние всушност се наоѓаме во оној дел кој ја рефлектира пораката на втората книга од Писмото, а тоа е книгата Излез. Тука ќе читаме за тоа како Божиот народ се наоѓа во туѓа земја далеку од ветената. Не само тоа, туку ќе читаме за нивните страдања под силната рака на фараонот како диктатор, за нивните маки и неволји и слично. Многу брзо ќе ни стане очигледно дека псалмите кои денес почнуваме да ги обработуваме се песни во кои Божиот народ се наоѓа во непријатна ситуација, но тие страдања не можат да ги уништат, бидејќи Господ се застапи за нив и интервенираше во контекстот во кој се наоѓаат. Тој го направи тоа поради заветот кој го склопи со Авраам, Исак и Јаков и ги ослободи од робството во Египет. Например, во псалмите 42 и 48 читаме за некои слични околности како оние во кои се најдоа израелците во Египет. Уште едно нешто кое треба да го имаме на ум пред да почнеме со обработка на овој втор дел од книгата Псалми е следното. Во првиот дел нагласокот беше врз Господовото име Јахве, а во овој дел нагласокот е врз Господовото име Елохим. Да ви објаснам за што станува збор. Во првите 41 псалм, авторот го користи името Јахве 272 пати, а името Елохим само 15 пати. Во псалмите 42 до 72, името Елохим се јавува 164 пати, а Јахве само 30 пати. Самото тоа треба да ни укаже дека нагласокот во овој втор дел од книгата Псалми е поинаков во споредба со првиот и се надевам дека ќе го забележите тоа и од самата содржина. Пред да почнеме со читање и обработка на овие текстови, сакам да напоменам уште неколку нешта кои се од исклучителна важност. Имено, првото важно нешто е дека овие псалми првично се однесуваат на израелскиот народ и заветот кој Господ го има направено со нив. Самите текстови биле значајни за нив во минатото, а верувам дека ќе се од особено значење за нив и во иднината. Но, овие стихови можат да најдат примена и во нашите животи. Затоа, кога ги проучуваме, треба да си го поставиме прашањето: каква е поврзаноста на овие зборови со мене денес? Јас искрено верувам дека многу од Божите деца, кои денес страдаат, можат да најдат утеха и да добијат правилна перспектива врз животот преку овие псалми. Поради тоа, ние денес и тоа како можеме, а и треба да ги проучуваме. Исто така, сакам да напоменам дека дел од овие псалми не се дело на Давид. Од овој дел, тој има напишано 19, а останатите 7 се напишани од Кореевите синови. Сега, кога го завршивме тој вовед во проучувањето на овој дел од книгата, мислам дека е време да започнеме со обработка на Псалм 42, кој е еден од најпознатите псалми во оваа старозаветна книга. Се уште нема да почнеме со читање на самиот псалм, бидејќи има уште неколку нешта кои сакам да ги нагласам пред да го сториме тоа. Станува збор за песна во која Давид опишува одреден вид на страдање низ кое самиот тој помина. И во самата песна тој ги опишува внатрешните борби низ кои мина, но и начинот на кој сепак на крај
успеа да се охрабри себе си во Господ. Од таа гледна точка, би рекол дека ова е псалм кој на многумина низ историјата им помогнал да го доживеат тоа што самиот Давид го доживеа. Сакам да ве охрабрам и вие да ги користите овие Давидови зборови во вашето општење со Господ и да го искусите тоа што и самиот тој го искуси. Не само тоа, туку мое лично убедување е дека овие зборови ќе имаат особено значење за така наречениот остаток од израелскиот народ во иднина. Дозволете ми да објаснам што сакам да кажам со тоа. Мое верување е дека кога ќе дојдат последните времиња и дни, ќе има одредена група помеѓу израелците кои ќе се свртат кон Господ. Затоа верувам дека во Псалм 42, покрај другото, ни е представено и страдањето на тој остаток од израелскиот народ, кој ќе се случи во иднина. Но, се разбира, значењето на овие зборови не се однесува само на израелскиот цар Давид од минатото или израелскиот остаток кој ќе се спаси во иднината. Божиот збор ни е даден и нам денес, за да го разбереме и примениме во секојдневието во кое се наоѓаме. Овој псалм представува мудрост која и е дадена и на црквата. Што мислам кога велам црквата? За жал, некогаш луѓето мислат дека зборот црква се однесува на објектот во кој се собираат христијаните. Други пак мислат дека зборот црква се однесува само на оние кои веруваат како нив, а сите останати кои имаат макар и малку поинакво верување во однос на некои прашања, не се дел од вистинската црква. Ке ви го кажам моето мислење и верување за значењето на зборот црква. Црквата е составена од сите оние кои веруваат и го следат Господ Исус Христос, онака како што се објавил во Светото Писмо. Без разлика на која возраст се тие луѓе, од каде потекнуваат или на која црковна деноминација и традиција тие луѓе припаѓаат. Тие ја сочинуваат црквата, заедно со сите други кои во последните 2000 години верувале во Христос и го следеле. Тоа е црквата. На таа црква и е даден Божиот збор, односно Светото Писмо, за да го чита, разбира, применува и проповеда. Патем, во еден од предходните псалми, напоменав дека уште во самиот наслов ни е даден опис во кој покрај другото стои фразата «за разбирање». И овој 42 псалм е таков. Неговата цел е да не поучи и да ни даде разбирање за духовните вистини и принципи, со цел да навлезат длабоко во нас, да бидат дел од нашето битие, односно од нашето секојдневие. Ке почнеме со читање на текстот, стихови 1 и 2. Како што кошутата копнее по водни извори, така и душата моја, Боже, копнее по Тебе. Душата моја жеднува за Бога, за живиот Бог, кога ќе дојдам и ќе го гледам лицето Божјо. Според почетните стихови од овој псалм, јасно е дека станува збор за текст во кој царот Давид опишува одредена жед кон Бог, која се чини дека не е згасната поради фактот што некако не ја чувствува Божјата близина. Тој прашува, кога ќе дојдам и ќе го гледам лицето Божјо. Ова е копнежот на секој вистински и искрен верник. Оние кои се надеваат на Бог, сакаат да ја почувствуваат неговата близина. Тоа се луѓе кои жеднеат за Бог, онака како што срната жеднее за вода. Знаете, кога срната жеднее за изворска вода, таа не седи таму каде што е, туку се движи и бара начин да дојде до тој извор на вода. Кога Давид жеднееше по Бог, тој доаѓаше со молитва и песна пред Бог и бараше да го почувствува неговото присуство и близина. Предпоставувам, сваќате што сакам да кажам со ова. Секој кој сака да го почувствува и искуси Божиот мир, љубов, радост, блискост, простување и слично, треба да биде подготвен да ги бара тие нешта од Бог во молитва. Факт е дека во животот ќе има моменти кога на некој начин ќе чувствуваме одредена далечина помеѓу нас и Бог. И самиот Давид се почувствува така, но сепак,
одлучи да се моли. Всушност, дел од причината поради која Давид чувствуваше далечина помеѓу него и Бог, сигурно беше некоја неволја низ која тој минуваше, но и притисокот со кој се соочуваше од надворешниот свет. За тоа ќе читаме малку подоцна во псалмот. Дали и вие можеби се чувствувате така денес? Дали можеби чувствувате потреба од Бог и сакате да ја искусите неговата близина? Знаете, во Светото Писмо многу јасно ни се вели дека единствениот начин на кој можеме да му се приближиме на небесниот Татко е преку вера во неговиот Син Господ Исус Христос. Самиот Христос во Евангелие според Јован, глава 14, стих 6, вели: Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа кај Таткото, освен преку мене. Секој кој верува во Божиот Син добива простување на гревовите, спасение и посинување во Божјото семејство. И вам денес таа привилегија ви е достапна. Ќе продолжиме со читање на текстот. Во следниот стих Давид опишува колку му било тешко кога минувал низ неволји, а и како се соочувал со надворешните притисоци. Патем, сигурен сум дека вака се чувствуваа израелците кога беа заробени во Египет, под моќната и диктаторска рака на фараонот. Стих 3. Солзите мои беа леп за мене дење и ноќе, кога секој ден ми зборуваа: каде е твојот Бог? Ова ќе бидат зборовите и на безбожниците и незнабожците при крајните времиња. Тие ќе велат: каде е оној Бог во кого вие верувате? Стихови 5 до 7. Зошто тагуваш, душо моја, и зошто си вознемирена? Надевај се на Бога, бидејќи јас пак ќе го славам мојот помошник, мојот Бог. Тагува душата моја во мене, поради тоа ќе си спомнувам на тебе од земјата Јорданска, од Ермон и од гората Мицар. Бездна повикува бездна со гласот на твоите водопади. Сите твои води и твои бранови навалија на мене. Ако ја читате книгата на пророкот Јона, ќе забележите дека тој се молеше со слични зборови. Давид не се обидуваше да ја сокрие својата тага, туку искрено призна како се чувствува, но тоа го направи пред Бог. Тоа го стори бидејќи имаше цврста доверба дека Господ ќе му помогне и ќе го избави. Стихови 8 и 9. Дење Господ ми ја покажува милоста своја, а јас ноќе ќе му пеам и ќе му се молам на Бога на мојот живот. Ќе му речам на Бога: ти си мое засолниште, зошто ме заборави? Зошто одам нажален додека непријателот ме притиска? Зошто ме заборави? Дали некогаш сте се почувствувале заборавени од Бог? Сигурен сум дека секој од вас го доживеал тоа чувство, но Бог не ги заборава оние кои се надеваат на Него, иако понекогаш така ни се чини. Ќе го прочитам и последниот стих. Зошто тагуваш, душо моја, и зошто си вознемирена? Надевај се на Бога, бидејќи Него јас пак ќе го прославувам, мојот помошник, мојот Бог. Кој е лекот за оние кои тагуваат и се вознемирени? Давид го дава одговорот во последната реченица од овој псалм. Надевај се на Господа. Сврти го срцето свое кон неговата љубов, милост и добрина, и тој ќе ја освежи и подигне твојата душа. Тој може и сака да биде твој помошник, но и твој Бог. Со тоа доаѓаме до Псалм 43, за кој нема да имаме многу време денес, но ќе прочитам и дадам коментар само на неколку од стиховите. Да почнеме со читање. Забележете како започнува оваа песна. Пресуди ми Боже и расправи ја тужбата моја против безбожниот народ. Избави ме од неправеден и лукав човек. Авторот на оваа песна се соочи со неправедни и лукави луѓе и затоа бараше заштита од Господ. Патем, еден ден на светската сцена ќе се појави лукав и неправеден човек, кој ќе заведе голем дел од светското население. Тоа ќе биде Антихристот. Доколку вие моментално се соочувате со луѓе кои неправедно и лукаво се однесуваат кон вас,
сакам да ве охрабрам да барате заштита од Господ, а не да ги преземате нештата во своји раце или пак да им возвратите со иста мера. Христијаните треба да бараат заштита од неправедни и лукави луѓе, било да станува збор за некои кои го познаваат или пак да бараат заштита од неправедни и лукави политичари. Верувам дека состојбата во државата би била многу поинаква кога луѓето би доаѓале пред Господ со вакви молби. Стих 3. Испрати ја твојата светлина и твојата вистина да ме водат и да ме доведат во твојата света гора и во твоето живеалиште. Во Евангелие според Јован, глава 8, стих 12, Господ Исус вели: Јас сум светлината на светот. А во истата книга, глава 14, стих 6, тој вели: Јас сум патот, вистината и животот. Бог испрати светлина на овој свет, а тоа е неговиот син Исус Христос. Бог испрати вистина на овој свет, а тоа е неговиот син Исус Христос. Како што авторот на овој псалм бара од Бог неговата светлина и вистина да го водат, така и ние би требало да бараме од небесниот татко да ни даде неговиот син да биде наш водач во се што правиме. Ке го прочитам и последниот стих од оваа старозаветна песна. Од овој дел од псалмот дознаваме дека авторот на овој псалм беше тажен и вознемирен, но не им се препушти целосно на тие чувства. Стих 5. Зошто тагуваш, душо моја, и зошто си вознемирена? Надевај се на Бога, бидејќи пак ќе го прославувам Него, мојот помошник, мојот Бог. Со тоа доаѓаме до Псалм 44, кој исто така е песна која ни е дадена за разбирање. Овој псалм е напишан од Кореевите синови. Стих 1. Боже, со ушите наши чувме, а татковците наши ни раскажуваа за делото што си го направил во нивните дни, во деновите древни. И Гидеон, еден од најпознатите старозаветни ликови, ги користеше овие зборови во неговиот разговор со ангелот, велејки: Нашите татковци ни раскажуваа како беа избавени, но ние не го искусивме Божјото избавување. Знаете, многу е добро и полезно кога родителите им ги раскажуваат Господовите дела на своите деца. Стих 2. Ти со твојата рака си истребил народи, а нив си ги населил, си уништил народи, а нив си ги раширил. Ова е тоа што Господ го стори во времето на Исус Навин, кога израелците влегоа во ветената земја. Господ ги изгони останатите народи со цел да ги насели израелците. Стихови 3 и 4. Бидејќи тие не со меч ја придобија земјата и нивните мишки не ги спасиле, туку твојата десница и твојата мишка и светлината на твоето лице, зашто ти беа по волја. Боже, само ти си цар мој и Бог мој, кој му извојува победа на Јаков. Во овие стихови, победата на Јаков се однесува на победата која израелскиот народ ја доживеа, благодарејќи на Бог. Всушност, нивниот прататко беше наречен Израел од страна на Господ, и тоа беше името кое го доби народот кој произлезе од него. Она што е важно да го имаме на ум во однос на овие стихови е дека Господ е оној кој ни дава победа, доколку чекориме по неговата волја. Воспротивно, ако ние сакаме победа од Господ, а живееме своеволно и во грев, немаме право да очекуваме каква било интервенција од негова страна. Тука ќе мора да го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo
podcast@gmail.com. Следете ги нашите страни низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.